Продолжуваме понатаму со програмата. Веќе во нашето студио е пристигнат првиот гостин, мојот прв соговорник. Станува збор за магистар Иван Наумовски, македонски оперски уметник со интернационална кариера. Морам да ги кажам сите овие детали за нашите гледачи. Дипломирал со највисока оценка cum laude, денес има своја класа студенти, настапувал со оркестарот на МОП и Македонската филхармонија, а за своите изведби добитник на голем број значајни награди, признанија на надпреварите во земјава и во странство. Добро утро. Добро утро, Елена, ти благодарам на убавото представување. Добре ни дојдовте во Добро ве најдов, Сител телевизија. И она што ете прво ќе ни го раскажете, она што мене ме интересира е како се станува оперски пејач всушност и ете кој е за вашата кариера можеби влијателен, некој направи нешто во вашето детство па ве насочи токму кон тоа. Како беше приказната ваша? Па, родителите беа така, виновници во наводници, еве да кажам, затоа што доаѓам потекнувам, односно од музичка фамилија. И уште кога бев дете, често бев во сферата на класичната музика, дали во оперите, дали на концерти. Мојата мајка кога пееше, кога изведуваше со големи оркестри, композиции и представи кога имаше. Исто така кога бев дете, секогаш си кажуваме вака на различни медиуми дека секогаш си сакав после основна школа. Имам дома едно CD Classical Music Volume 1 и ќе си го ставев, ќе си слушав, ќе си живот, нешто што е да речеме не секојдневно за некој дете кој има 11, 12, 13 години, едноставно можам да се поврзам уште од најрана возраст, еве да кажам, со класичната музика. А како се станува оперски пејач? За тоа ќе ни требаат неколку емисии. Сега не можеме тоа баш конкретно вака да го кажеме, но пред се, ако треба да бирам лично нешто, би избрал дарба, едноставно. Тоа го поплочува патот и таа е главниот виновник за она нешто кое што не влече према класичната музика и да пееме едноставно. Така и беше ли чудно на вашите врсници тоа што ете? Можеби ние сме растале со Guns N' Roses во тоа време, па можеби Бритни Спиърс, а вие си доаѓате дома и си пуштате CD со класична музика, кога например ви доаѓале другарчиња? Да, види, не, јас растев со Guns N' Roses и со Бритни и со сите тие рок групи на 80-тите, тогаш беше актуелно, додека јас бев во моите тинејџерски години, но генерално знаев да балансирам некако во животот, затоа што од секогаш сум го сакал спортот, да речеме. Јас надвор бев со топка секогаш и дека нели од аеродром потекнам и требаше во таа култура во која што израснав да одиш на МЗ-те на надпревари, да ги бодриш кошаркарскиот тим, да го бодриш. Во школите со врсниците секогаш знаев да се носам со нив поради спортот, а музиката беше како нешто скриено во мене, кое што некако знаев дека кога тогаш ќе излезе на виделина, но не требаше да го брзам, не требаше да го избрзувам, затоа што види, многу често се случува родителите да ги избрзуваат некогаш своите деца и затоа може и некоја мала одбивност во некоја бранша да добијат. Например, фала Богу, моите родители некако ми дозволија сам да си го трасирам некако тој пат едноставно и мислам дека тоа вака доста многу ми помогна за понатамошниот развој во животот, искрено и во кариерата. Дали оди се по план? Запишувате ли музичко училиште прво, па нижо музичко, па потоа факултет и така натаму? Како изгледаше градењето на кариерата? Па, дали оди се по план? Апсолутно не оди ништо по план. Јас на мој 18 години се решив дека 17-18, на онаа раскрсница, да речеме, помеѓу средно школа и факултет, кога треба едно дете, да речем, така, тинејџер да се одлучи. Завршив во гимназија без никакво претходно музичко образование. Директно дојдов на факултетот за музичко уметност, секако се спремав претходно, затоа што не може туку така да се дојде на приемен испит, да се отпее, да се положи солфеж, да се положат сите оние приемни испити кои што требаат за да се влезе на факултетот, на кој што пате ми сега предаваме. Мајка ви ли ве подготвуваше? Неколку професори. Повеќе приватно, затоа што знаеш како е со родител секогаш е така поделикатна ситуацијата, да речеме, но генерално мојата мајка ме подготвуваше во областа на пеењето и сум многу благодарен за тоа. Но повторно ќе кажам, еве кога ќе се навратам малку назад, не бе форсиран. Тоа беше можеби една од клучните работи, поради која што ми се разви само повеќе желбата да пеам и повеќе желбата за музика. И потоа мојот пат, после завршување на факултетот за музичка уметност тука во Скопје во Македонија, отидов преку една многу добра стипендија од Штаерска
Шпаркасе, односно од Република Австрија, која што доделуваа тогаш, ме примија на универзитетот во Грац, каде што го завршив мојот 2016-та, мојот прв мастер или магистерски испит, да кажам. И сега сум МР магистар, ама штета што не може два магистри се стават, затоа што во Виена го завршив мојот втор мастер. И после тоа едноставно патот некако ме донесе во Македонија, но клучно е, за да одговорам генерално вака на прашањето, што без музичко образование јас почнав со 17 години, со 18 влегов на факултетот за музичка уметност и од тогаш до ден денес, тоа се некои па добри 17-18 години, сум со музика и евено мојот животен пат, да кажам, моето животно искуство, мојата животна приказна нека биде еден поттик за сите оние млади тинејџери кои што сакаат да се бават со класична музика или генерално со музика и што и да е, дека не мора да им биде трасиран патот или да им биде поплочен уште од старт. Може да се имаат американците и англичаните многу убав израз late bloomer, односно некој што подоцна цвета. Да кажеме, подоцна се пронаоѓа во одредени нешта. Ете, јас сум жив пример за тоа и сметам дека никој не треба да брза во животот. Затоа што не знаеме што носи следниот ден. Вие сте бас баритон, колку ќе ми простите на тоа што сум неука во вашиот дел, колку во вашите кругови бас баритон е баран глас за изведби на опери? Нема да навлегувам премногу сега во теорија. Бас баритон е еден глас измеѓу најнискиот машки глас, може сега како што говорам затоа што сме наутро, и средниот машки глас кој што е баритон. И бас баритон е тука нешто измеѓу и се таа категорија се дели, да речеме вака, на покарактерни улоги, што велеше мојот професор во Виена Иван, вели ти треба тука две копчиња да раскопчаш, режисерот треба ти раскопча на кошулата и да го пееш Тореадорот или Фигаро во свадбата на Фигаро во Моцарт. И тие улоги кај што има кокетирање, флертување и сето тоа, а исто така постојат и драмски улоги, постојат улоги на кралеви, на татковски фигури, еве да кажам, за гласови и карактери на луѓе кои што едноставно ја освојуваат сцената со еден таков авторитет. А јас имам нешто сосема друго, они имаат нешто сосема друго. Така да тој кастинг се врши режисерите и диригентите како што сакаат, но еве претпоставувам дека сега вака малце едукација, да кажам. Тоа е еден глас, најгрубо кажано, помеѓу најнискиот машки глас и средниот машки глас, и ги има тие гласови, не се реткост, еве да кажам, како тенорот кој што е највисокиот машки глас и така најатрактивен глас, еве да кажам, ги има, но сепак техниката на пеењето и да се доведе, па без разлика што и да правиме, да доведеме до едно завидно ниво, е многу тешко. Така да пејачи кои што се на тоа ниво, да кажам, покрај онаа дарба, гласот и музикалноста која што имаат, е навистина тешко да се стигне до тоа ниво. Колку ви е тешко или лесно да глумите улога, затоа што нели некогаш се бара да пеете со прецизност, а од друга страна пак нели треба и да влезате во вашата улога на публиката, да ја представите кој го глумите и така, и како изгледаат подготовките? Така, дефиницијата за операта гласи дека е најсложеното уметничко дело кое што треба да биде изведено на сцена, и тоа е навистина така, тоа е факт. Затоа што вие тука имате оркестар, вие тука имате пејачи, имате хор, имате диригент, имате поставка на ансамбли, имате поставка на соло композиции, едноставно кои што треба сите да бидат склопени заедно за да може нештото, како што реков, на завидно ниво да биде изведено. И воопшто не е едноставна подготовката, но јас сум човек кој што уште од дете, уште од мал бев носен така на филмови, и синематографијата е една моја голема страст, еве да кажам, до денес ме интересира тоа, и одам во кино и гледам филмови. И од секогаш ми било интересно како актерите пристапуваат во еден, како да кажам, доаѓаат односно во еден свој свет кога треба да подготвуваат некоја нова улога. Тоа кај нас сметам дека исто се случува кај сите оперски пејачи, но акцентот сепак не смееме да занемариме дека главниот акцент треба да биде ставен на пеењето. И тука малце кога ќе се судрат тие два света, доаѓа до некои потешкоти, еве да кажам, затоа што не можеме што сакаме да правиме со телото. Ни треба цело време да бидеме стабилни, за да може да го контролираме гласот, затоа што пеењето е нели многу физичка активност. И сега не можеме што сакаме да правиме. Треба конкретно во секој даден момент да знаеме што правиме на сцената. И многу често го слушав тоа во текот на мојот живот генерално. Вие сте вели
уметници, оперски пејачи, импровизирајте. Да, ама луѓето не знаат дека оперските пејачи не импровизираат толку многу. Затоа што ако импровизираме, најнаш ќе искочиме од онаа матрица на нешто што толку многу често сме работели, што сме го подготвувале и може да биде опасно на сцената, еве да кажам, затоа што точно ние знаеме кога не сме свртени на диригентот, да речеме во, не знам дали знае публиката, ама има екранчиња тука од страните на сцената. Ништо не знаеме, кажете ни. Точно знаеме диригентот кога диригира дека треба во екранот да го гледаме диригентот, иако и пеам да речеме на партнерката, тука екранот на диригентот, ја не можам да се свртам према диригентот и тука на екранот ги имам потезите на диригентот и сите знаци за да може се да тече глатко, иначе би било малце покомплицирано, еве да кажам. И тоа се тие ситници, да кажам, на сцената кои што со искуство лесно се решаваат, еве да кажам. Живеете на релација Виена Македонија, настапувате и во Виена, настапувате и во Македонија. Има ли некоја голема разлика или нашата сцена баш е достојна и за тие европски дворани? Сали? Па еве јас да си се пофалам, еве да кажам, затоа и сум тука дојден. На 28 јуни оваа година, после настапот со Македонската филхармонија, отидов во Виена, бев поканет од страна на Карл Михаел Цирер оркестарот и маестро Јоханес Вилнер, еден доста познат диригент во Виена, да настапувам во златната сала на Виенскиот музикферајн. Тоа, мислам, поголема чест да се не сум имал, да бидам искрен. Тоа е врвот на еден уметник, таа сцена кога ќе застане. Во најдобар ред помина концертот, дури многу убаво тече и пробите. За потоа да се вратам тука и со оркестрот на Македонската опера и балет да изведувам неколку композиции повод 200 години раѓањето на австрискиот композитор Јохан Штраус. Многу често ми било ова прашање поставувано и сакам пред да го одговорам исто така кога сум веќе кај златната сала на музикферајн да упатам честитки до оркестарот на Македонската филхармонија и до солистите кои што имаа сега еден успешен концерт и мене искрено ме радува кога оркестри од Македонија, ансамбли, пејачи, актери добиваат признание и застануваат на светски сцени. Мене навистина ме радува тоа. Но дека има некоја разлика, не би рекол дека таа разлика може да се категоризира како што е добро, што е лошо. Јас никогаш не би ја категоризирал така. Јас би ја категоризирал повеќе како еден судир на култури, односно дистанца на култури, да речеме. Ние никогаш нема да можеме, го немаме тоа во крвта едноставно да го изведеме Јохан Штраус како што можат во Република Австрија некои оркестри да го изведат, еве да речеме, но они исто така гордо ги кажам како македонец, они никогаш нема да можат пак да изведат македонски композиции кои што се во едној 7/8 ритам или во другите наши ритмови, например, на начинот како што можат нашите оркестри да ги изведат или нашите солисти. Така да секој си има една јака страна која што треба да си ја негува и мило ми е што таа страна е во нашиот фолклор, ете и во нивниот, да кажам, не е фолклор, ама пак е дел од нивната традиција и историја на таа земја. Но мислам дека тоа е нашата најака страна и така треба да се представуваме во светот и затоа секогаш кога и да одиме некаде, и јас лично изведувам доста македонски композиции, и во Рим изведов сега, и во Виена имам изведувано македонски композиции, во Франција имам изведувано македонски композиции и да видите како многу интересно најмногу им се допаѓаат македонските композиции затоа што тоа е нешто што они се немаат судрено со таков вид на музика, а ние не мора па и многу емотивно да го мислиме, тоа едноставно го изнесуваме на сцена затоа што тоа извира од нас, да кажам. И секако дека има предност во Република Австрија, кај музичарите, исто така има една предност кај нас и затоа не можам да категоризирам према добро лошо, туку би категоризирал едноставно према една мала дистанца на култури. Она што исто сакам да ми го кажете е како изгледа кога работите со гласот, тоа е вашата скапуценост, ве обременува ли тоа дека едноставно не смеете да го изгубите, не смеете да направите некој проблем на грлото, мора да го чувате. Без разлика што може би низ годините, со годините ќе се менува, па или може би като видите некој поинакви бои на глас и така натаму, но гласот е она што сте вие. Точно е, апсолутно многу убаво кажано, Елена. Гласот се менува со текот на годините затоа што телото се менува со текот на годините и секако не може да остане исто. Исто и снагата на телото, нормално ние нема на 65-70 години да имаме иста снага како што сме имали на 20 или на 30 години, да кажам, и тука тоа многу влијае. Но дека нешто посебно го чувам гласот, па не би рекол дека гласот треба во стаклено ѕвоно да се чува. Според мене лично, сметам дека
техниката на пеењето е есенцијална за она откомплицирање, ја што им велам на моите студенти, да си го откомплицираат животот и кариерата понатака, за точно во секој даден момент да знаат што прават, и кога ќе знае човек што прави, на мала, да кажам, дигресија од сето тоа што се случува, од се што е добро, да кажам, ќе научи и ќе знае, ќе осети дека нешто тука не штима и не е како што треба, и ќе знае да балансира према тоа, ќе се води према тоа уствари. Така да дека треба гласот во стакленот звоно да се чува не со гласом, ама треба човек да си го познава своето тело и својот глас, а да си го распознаеме. Гласот е еден процес кој што воопшто не е, вака да кажам, едноставен, но се учи. Системски се учи, ако човек го има правиот професор, ако е фокусиран, се учи. За крај, омилена изведба до сега и омилена улога која што сте имале. Што била неприкосновена, сте биле толку задоволен сам од себе. Знаеш што ќе кажам дека е најомилена изведба? Не е концертна изведба. Најомилена изведба ќе кажам, ова го немам кажано до сега, ексклузивно еве. Во операта во Нюрнберг, сред ковид, кога не можевме ни кафе да пиеме негде, бев во еден хотел, вие на Нюрнберг не е толку далеко, 4 часа е со воз. Тогаш на тогашниот агент му реков, видете вака и вака, значи се работи за ковид време, навистина не сакам да ризикувам, дали стварно сакаат да ме слушнат од таму? Он рече, обавезно сакаат да те слушнат, но зошто го прашав тоа? Затоа што се работеше за улога за постар човек. Генерално тоа беше вицот уствари во операта, требаше да биде он постар, но они сакаат да ме чуат. Добро, во ред. Отидов во Нюрнберг, ми текнува дека се распева во ходникот на хотелот и утредента отидов на аудиција. Тоа беше една од мојата најдобра изведба, таа аудиција воопшто во животот, затоа што јас почнав со една арија која што ни сакаа да ја слушнам. Требаше да глумам маж и требаше како разговор помеѓу две жени да глумам. И јас си реков, значи, одиме, all in, како велат на покер. И нив тоа, не знам, може толку им се допаднало што, господин Нумовски, чекајте. А што друго имате, например? Ја, окей. И уште неколку арии представив тука и добив такви комплименти од врвни луѓе од операта во Нюрнберг. За жал, ништо не би на следната година, но од една страна и ми е мило, затоа што можеби тоа беше пресудно поради моето враќање во Македонија. Можеби да бев таму, немаше да се вратам во Македонија. Но таа изведба генерално би рекол. А за опера би ја издвоил Евгенио Његин, затоа што работев со Дејан Пројковски, со мој 25 години како режисер, со мој брат 25 години и ги отварав мајските оперски вечери. Тогашниот директор Игор Дурловски му благодарам многу што ми даде доверба, имаше доверба во мене да стави на сцена, да стави на сцена главна улога еден дечко кој што има 25 години. Ете таква една голема одговорност ми даде. Фантастични колеги имав, прекрасни колеги со кои што до ден денес себе застанувам на некои сцени, изведуваме заедно и беше едно навистина прекрасно искуство каде што сватив што можам многу добро да правам, на што треба повеќе внимание да обрнам за да се подобрам. И ете генерално искуствата ми се најважни. Оние кои што ми го почиле патот понатака за поголеми работи. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу.